Негативните влијанија на климатските промени представуваат најголема закана за земјоделското производство. Со цел да се зголеми свеста, но и знаењето на земјоделците за ризиците и проблемите кои ги очекуваат како резултат на климатските промени, но од друга страна да му се дадат препораки за нивно надминување, Центарот за еколошка демократија Флорозон од Скопје започна кампања за подигнување, односно за адаптација на земјоделското производство кон климатските промени. Оваа кампања, овој центар ја започнува токму денеска од Битола, па подетално на оваа тема разговараме со првиот човек на Центарот за еколошка демократија, господинот Кирил Ристовски. Добар ден пред се, добре дојдовте во Битола. Денеска токму од тука ја започнувате кампањата за адаптација на земјоделското производство кон климатските промени. Истата ќе има информативна и советодавна улога. Ете на самиот почеток што опфаќа истата? Најпрво благодарам што дојдовте со цел да го одбележиме самиот старт на веќе споменатата кампања. Кампањата ја спроведуваме во рамки на проектот Локална акција за глобална климатска адаптација, кој што Центарот за еколошка демократија Флорозон го спроведува со финансиска подршка од германската амбасада во Скопје, а нормално во соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Република Македонија. Во рамки на кампањата предвидено организирање на карван во 9 поголеми градови во Република Македонија, а самиот старт го почнуваме овде во Битола, во Пелагонискиот плански регион, во Македонската житница. Имаме за цел, како што кажавте, да ја запознаеме и по широката јавност, меѓутоа специфично таргет група ни се земјоделците, земјоделската заедница за негативните ефекти од климатските промени врз земјоделското производство. Покрај информативен има и советодавен карактер оваа кампања и ќе нуди практични примери и совети на земјоделците за достапните мерки за адаптација на производството на земјоделски култури кон климатските промени. Така, кажавте дека самата кампања ќе нуди примери, но од друга страна подготвивте во рамките на проектот и некои препораки со цел надминување на самите земјоделци во однос на климатските промени. Што препорачувате до нив? Кои се вашите совети кои што ќе му ги дадете во рамките на оваа кампања? Ние се залагаме за превенција. Пораките до земјоделците е да воспостават редовна комуникација со стручните лица и со научната јавност. Секако дека Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството представува еден канал за дисеминација на информации и комуникација со земјоделската заедница. Па од тука ги охрабруваме земјоделците да продолжат до сегашната пракса за советување со оваа институција, секако дека и нашата организација со незините експерти, стои на располагање во делот на проследување на стручни податоци и информации, секакви совети во овој дел. Така, кажавте дека освен во Битола оваа кампања ќе ја спроведете и во неколку градови низ Македонија. Од тука каде продолжувате? Продолжуваме веќе во Среда Крива Паланка, после тоа идеме во Куманово, Штип, Струмица, Прилеп, Скопје и во Тетово. За потребите на карванот ќе имаме промотивни активности во плоштадите на овие градови, но секако дека теренскиот дел ќе опфати посета на руралните подрачја и непосредна комуникација со специфичната таргет група, односно со самите земјоделци. Така, јас ви благодарам премногу за овој разговор.